која што инаку по професија е графички дизајнер. Пред неколку години ја создаде приказната Сувенирите за Скопје, во која што на различни сувенири ги наслика најубавите локации во главниот град. Токму таа е и креаторот на идејното дизајнерско решение на медалите на Скопскиот Визер маратон оваа година. Велам добро утро за Ана Тодоровска и ќе ја поканам во утринската програма на македонската телевизија. Ќе пристигне веднаш. Ана, добро утро и благодарам за позитивниот одговор за разговор. Повели седни. Имаме многу убава приказна која што сакам да им ја раскажеме на нашите гледачи. Предпоставувам дека голем дел од нив слушнале за сувенирите на Скопје, но сето она што го работиш се наоѓа и на дизајнот на медалот на Скопскиот Визер маратон. Ајде сега, како што ни објасни колегата Гламчевски, да објасниме и приказната за медалот и што таа ќе раскажува. Да, почна приказната и соработката со Визер Скопскиот маратон преку приказната за сувенирите од Скопје. Меѓутоа, оваа година имаме наменски направен медал за 20-тото јубилејно издание на Визер Скопски маратон. Символично, кога бирав што сакам да биде приказната, секогаш околу дизајнот треба да биде врзана и некоја приказна. Одбрав да бидат 3 кругови, односно да биде во кружна форма. 2 кругови се во розова боја, што означува дека маратонците трчаат 2 кругови околу Скопје и еден син круг кој што ја означува патеката на полумаратонците. Да, токму тоа е медалот. Значи, одбрав да има, кога ги бирав објектите, задолжително некако ми беше да биде Порта Македонија, бидејќи тука некаде е стартот и финишот на трката и мислам дека, односно на сите трки, и некако нас маратонците најмногу не врзува спомените најубави, ги врзуваме токму со Порта Македонија, а другите објекти ги одбрав да бидат некаде од центарот, бидејќи мислев дека некако кога ќе го свртиме погледот, сите тие објекти ги гледаме токму тука од центарот каде што сме, каде што ја почнуваме и каде што ја завршуваме, трката, и 20-ката, односно бројот 20 е одбран, поставен заради тоа што ова е 20-тото јубилејно издание на Визер Скопски маратон. Меѓутоа, сакав да биде исцртан од патеки кои што веќе 20 години сите ние маратонците низ годините ги испишуваме, ги исцртуваме низ Скопје. Што значи за вас моментот дека сите медали кои што учесниците на Скопскиот маратон ќе ги добијат, ќе ги закачат во своите домови и гордо ќе ги носат? Па, прво е голем предизвик за секој дизајнер кога ќе почне да го работи тоа. Второ е одговорност. Сега кој е настан, значи најголемиот спортски настан во Македонија, има премногу учесници. Доаѓаат многу учесници од странство, така што честа е голема, прво од организаторите што ми доделија како задача да ги работам медалите, односно дизајнот, а исто така секако дека ми е среќна сум кога ќе видам дека сите по завршување на трката сите се буквално накитени со медалите ги носат на врат и потоа ги имаат повторно како еден сувенир дома кој што им останува спомен од секоја трка буквално завршена. Во еден сегмент од разговорот споменавте ние маратонците. Да. Мора да споменеме дека вие години наназад учествувате на Скопскиот Визер. Само да разјасниме, полумаратон, маратон? Како полумаратонец, да, и тоа е рекреативно. Дарио Ивановски, нашиот Дарио, оваа година не представува во најтешката атлетска дисциплина маратон, но често учествува на Скопскиот Визер маратон. Сте го запознале некогаш? Лично да, го запознав пред една година, инаку да, учествува постојано и има постигнато огромни резултати токму на патеката на Визер Скопски маратон. Па ајде да се надеваме дека покрај вашиот медал, се надевам ќе учествува на Скопскиот Визер оваа година, ќе го носи и медалот на летните олимписки игри, но сосема доволен предизвик и самиот пласман и учеството на Олимпијадата без дополнителен притисок да им правиме на нашите спортисти, бидејќи е контрапродуктивен.
Па да, јас мислам, доволно е тоа што нели Дарио успеа да обезбеди пласман, така што ние веќе сме среќни поради тоа, а ако успее да направи нели уште некој подобар резултат, сите ќе бидеме уште посреќни и навиваме за него. Визарскопски маратон постојано му дава поддршка на Дарио, така што ги повикуваме сите на 10 август кога ќе го трча својот маратон сите буквално да му ја дадеме целата поддршка. Сосема накратко сакам да се навратам и на сувенирите на Скопје. Како се развива во моментов оваа приказна? Едно време можевме да ги видиме во сувенирниците низ главниот град. Сега удамна не сум забележала сувенирница. Каде се ги има? Смисливте некаков нов производ? Во меѓувреме? Има трета колекција која што се појави, меѓутоа и таа веќе не е нова, туку година и пол или две, можеби 2 години веќе постои, така што сега се спрема, почнав веќе да спремаме летово, почна да се спрема, подготува нова колекција, меѓутоа таа веројатно ќе излезе некаде на пролет, така што повеќе ги има сувенирите, меѓутоа ги има по книжарници, ги има по хотели, нели, заради тоа што доаѓаат странски туристи и добра е соработката што ја имаме на аеродромот во Скопје, така што таму има најголема фреквенција на туристи и буквално супер оди продажбата. Која вам ви е лично омилената локација во Скопје? Па може би градскиот парк. Градскиот парк? Да, поради природата. Некако мислам дека ја имаме таа среќа да имаме толку многу зеленило во центарот на градот, така што мислам дека тоа би го одбрала како локација. А која беше првата знаменитост на Скопје која што ја ставивте на сувенир? Мислам дека беше, тоа е дури логото на сувенири од Скопје, Камениот мост, затоа што мислам дека е најпрепознатлив за Скопје, некако првата асоциација моја за Скопје е тоа. Во петокот се потсетувавме на катастрофалниот земјотрес, на изградбата на ново Скопје, на денешниот лик на градот и сите гости ги прашав дали е ова Скопје кое што тие го сакаат и какво впрочем би сакале да биде. Бидејќи сме тука и планираме да останеме тука, вие особено го сакате Скопје, дали е ова Скопје кое вие го сакате и какви би сакале да биде? Има работи кои што ми се допаѓаат и кои што не ми се допаѓаат, има нешто што сакам да остане како такво, да не се смени, значи да ги зачуваме вредностите што ги имаме, меѓутоа има и работи кои што сакам да се променат, тоа можеби повеќе се секојдневни работи кои што ми пречат, ама некако јас и во описот на она што го пишувам за мојот проект, викам дека тоа е проект за луѓе со позитивна мисла, со позитивна енергија, така што сакам повеќе да се насочуваме кон она што го имаме. Мислам дека и нели да го величаме тоа што го имаме, затоа што мислам дека со таква мисла и со таква енергија ќе стигнеме побрзо до посакуваниот резултат. А вие продолжите и натаму најубавите спомени од главниот град во траен белег да им ги оставате на туристите кои доаѓаат до Скопје. Благодарам многу за гостувањето. Ви благодарам и вам за поканата. 8 часот време за првиот информативен преглед го има редакцијата на информативната програма на Македонската телевизија.